На денешен ден, 12 јуни 1683 година, турската војска под водство на големиот везир Мустафа ја почна блокадата на Виена, главен град на Хабсбуршкото царство. По 2 месеца турски напади, полскиот генерал Јан Собејски, заедно со силите на Карло Лотарински, ги порази турците, чии разбиени чети се разбегаа на сите страни, оставајќи го на боиштото големиот воен плен. 1691 година Ахмед II на турскиот престол го наследи султанот Сулејман III. 1759 година умре англискиот писател Вилијам Колинс, еден од најзначајните англиски лирски поети во 18 век. Негови дела се Вечер, Шкотски празноверија, Слобода. 1812 година францускиот император Наполеон Бонапарта на чело на големата армада ја мина реката Њемен и ја започна офанзивата на Русија. 1924 година роден е американскиот државник Џорџ Херберт Вокер Буш, председател на САД од 1989 до 1993 година. 1929 година родена е Анелис Мари Франк, позната како Ана Франк, чиј дневник стана символ на страдањата на евреите во текот на Втората светска војна, кога германските нацисти плански ги уништуваа припадниците на еврејскиот народ во Германија и во окупираните земји во Европа. Незиното семејство по доаѓањето на нацистите на власт во Германија во 1933 година избега во холандскиот град Амстердам, кога од 1942 година живееше во тајно скривалиште, но Гестапо го откри во 1944 година. Беше убиена во март 1945 година во германскиот логор Берген-Белзен, а од незиното семејство војната ја преживеа само незиниот татко. По Втората светска војна пронеден е и во 1947 година е објавен незиниот потресен дневник, пишуван во текот на 2 години поминати во скривалиштето. 1946 година во Скопје, во борбата за првата фудбалска шампионска титула на Слободна Македонија, се одигра фудбалскиот надпревар меѓу Македонија и Победа. Оваа средба заврши со 1:2, а директниот пренос го изврши фудбалскиот радиопренос во Македонија, Радио Скопје, односно Коле Чашуле. 1964 година водачот на Африканскиот национален конгрес Нелсон Мендела и уште 7 најстакнати раководители на ослободителното движење против расистичкиот режим во Јужна Африка беа осудени на доживотна робија во познатиот прес Ривони. Мендела беше ослободен во 1990 година, а на 10 мај 1994 година во Преторија даде заклетва како прв црнечки претседател на Јужноафриканската република. 1991 година Борис Елцин е избран за претседател на Русија. 1993 година Република Македонија стана членка на Меѓународната поштенска заедница. 1997 година Република Македонија и Република Џибути воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво. 2001 година владата на Република Македонија донесе одлука за нормализирање на односите со Народна Република Кина. На 18 јуни 2001 година Република Македонија и Народна Република Кина воспоставија дипломатски односи, а истиот ден Република Македонија и Република Кина Тајван ги раскина дипломатските односи. 2007 година умре баронот Гиде Ротшилд, француски банкар, еден од најкрупните личности во светските финансии. Баронот Ги Едуар Алфонс Пол де Ротшилд е роден во Париз во 1909 година во дворецот на Ротшилдови.